ќе се потрудиме да ја доближиме програмата на граѓанската опција за Македонија до сите граѓани на општина Центар. Тоа ќе го правиме со секојдневна комуникација со граѓаните. Секојдневно таа комуникација ќе биде посредна и непосредна. Ќе ги слушаме нивните барања, нивните желби, ќе бидеме постојано во контакт со нив. Ќе работиме и на формирање на местните одбори, кои исто така мислам дека се многу важен сегмент заради зголемување на бројот на членството. Ние со општинскиот одбор си зададовме една задача да во наредниот период до првите наредни избори бројот на членовите на општинската организација на ГРОМ го зголемиме за најмалку 5 пати. Ако бројката сега во моментот, последната бројка ја надминува 400 членови, значи до првите наредни избори мислам дека ова што го ветуваме ќе биде реализирано. Пред да поздравам сите присутни, морам да кажам дека сум навистина среќен што просекот на членството во Центар изнесува 26 години и јас би сакал да ги поздравам сите оние млади вечерва, почитувани врсници и драга генерацијо. Ви благодарам што сте толку активни, што имате толкав ентузијазам да бидете дел од граѓанската опција за Македонија ГРОМ. Не може да се прави и наетање ради политика. Мора да се прави и наетање ради принцип. И кога работите ќе се истерат на чистина, мислам дека треба да се овозможи да функционира. Било да се работи за некое министерство на владата, било да се работи општината. А ние во оваа ситуација во општина Центар имаме целосна блокада на функционирањето и на владата на Република Македонија и на локалната самоуправа, и ГРОМ токму тука треба да излегува со своји апели за смирување на страстите и на тензиите во интерес на граѓаните на Центар. И токму тука јас ја гледам нашата шанса за да можеме повеќе да се наметнеме кај граѓаните на општина Центар, затоа што токму граѓаните на општина Центар можат во Карпош, во градоначалникот на Карпош, кога беше опозиционер и какви резултати се постигна, може да видат како може и со влада принципиелно да се расправаш, но во исто време да функционира и државата и ти како локална самоуправа. Ова е 17-та поред општинска организација. Јас искрено сум изненаден од поддршката и одзивот на граѓаните во оваа атипична политичка ситуација во Република Македонија за политичко делување. Не е исто да формираш политичка партија 92, 96, 98, 2005 и да формираш партија во 2013 година. Значи, ова се атипични услови за политичко делување. Каде што имате медиумска блокада, каде што имате два вида на информирање. Едното е ВМРО-вско, другото е СДСМ-овско информирање. За жал или за среќа, ова ВМРО-вското е многу посилно, тоа кога викаме многу со многу О, а ова СДСМ-овското е многу послабо и ние како политичка партија, значи треба да се потрудиме и да успееме да се наметнеме во медиумскиот простор, да земеме свое парче, за да можеме да се афирмираме пред граѓаните, и тоа воопшто не е навистина лесно. Сите институции, сите полуги на власта цврсто држат. Особено по руралните делови во Македонија, таму каде што граѓаните зависат од подрачните единици, од субвенции, од дотации, од разни услуги од владеачката партија, и нормално влада е страв кај граѓаните во тие делови да било што помислат надвор од опцијата што значи владеачка партија во Република Македонија. И значи тоа е навистина ужасно тешко да се функционира, и мајки во предвид дека згора на сето тоа се става и логистиката која што ја даваат државните институциите, средствата кои што се трошат и така натаму. Нам ни се добредојдени и драги сите. Сакам да кажам дека сите членови треба да се потрудиме да ги прибереме и да ни бидат блиски и драги до оваа политичка партија. Но најбитно е партијата да ја водат луѓе кои што се со кредибилитет
и луѓе кои што зрачат позитивно према граѓанството и кои што ќе знаат сите овие структури, луѓе што никогаш не се бавеле со политички живот, кои што немаат искуство, оние што биле во политички партии, да ги сплотат тие заеднички интереси и да можат да зрачат со позитивна енергија према граѓанството, за да можеме да освојуваме простор, гласови и да може да ја добиваме се поголемата поддршка. Ако етнички Македонија не е стабилна, таа не може да биде ни политички стабилна. Штом не е политички стабилна, не може Македонија да биде ни економски просперитетна. Услов за просперитет на државата да имаме етничка и политичка стабилност и тоа е приоритет број 1 на Република Македонија. И ние сакаме оваа партија сите граѓани во Република Македонија без разлика на етничкиот состав да ја чувствуваат како партија блиска до себе и дека оваа партија нема фобија и оваа партија натаму ќе видите ќе руши многу стереотипи. Гром е партија која смета дека граѓаните треба да работат. Овие млади луѓе треба да работат, а не владата. Кај нас се создава еден привид и една слика во која што само владата работи. А тоа е сосема погрешно. Граѓаните, народот треба да работи. И тогаш ќе имаме среќни граѓани, тогаш ќе имаме среќни млади луѓе, а ова што денеска се случува, тоа е сосема една обратна искривена слика, која што очигледно дека полека но сигурно гледате дека не ни создава перспективи и дека доаѓаме во една безперспективна состојба. Не може ние после 20 и кусур години очите да ни се свртени кон убавините што сме ги имале од Југославија. Да викаме дека сме биле побезбедни, да викаме дека сме биле економски посигурни, да викаме дека сме имале поголеми перспективи за живот и така натаму. Ова сега што се случува, да викаме дека сме имале правна држава која што функционирала, да викаме дека сме имале држава која што политиката си била на политичарите, а сите останати се бавеле со работа, со бизнис, со семејство и така натаму и така натаму. Ние денеска создадовме држава во која што сите сме политичари. Ако сакаш работа, политика, ако сакаш у полиција да се работиш политика, ако сакаш на суд да се реши предмет, тоа е преку партијата да го решиш, нема више нешто што политиката не се вмешала и не го разрешува. Ние таква држава не сакаме. За ваква држава ние не се боревме. Ние сметаме дека во спортот објектите не се спорт, туку спортистите се најбитни и дека ние треба да вложуваме во спортистите, во овие млади луѓе, да им создадеме услови за работа, а јас сум сигурен дека резултатите и на европски и на светски олимписки натпревари дека нема да изостанат, затоа што во Македонија имаме талентирани спортисти. И само партија која што има над 30.000 членови може да очекува дека лесно може да ги собере тие 10.000 подписи за да може да истакне председателски кандидат. Ние на тој испит не смееме да паднеме. Гром не смее да падне на испитот дека не може да собере подписи и јас сум длабоко убеден дека ние нашата структура дотогаш ќе ја развиеме до максимум и дека тоа не треба да биде проблем во некои 5-6 дена да се соберат тие избори. За сега ние имаме некаде околу 17.000 членови, онака како што предвидувавме до нова година да имаме 20.000 и пред избори негде тамо да дојдеме близко до 30.000.